рецептот ми е пробан 1000 пати. Топ, лудило, се најбоље имам да кажам за него. Многу топло ви го препорачувам. Идеме вака. Првин, ќе се навадите околу пола кило стекчиња и од секое стекче вадите по 3 парчиња, значи вадите крупни парчиња. Ги префрлате у длабок сад, стекчињата у длабок сад им ставате рузмарин сув околу една лажица, сол, бибер, додавате малку мастиново во нив и убаво ги мешате да се изедначат, зачинот сек да се залепи. У меѓувреме ринглата ја палите на средно јака температура, малата тава за пржење на рингла да се загрее. Додека се загрева тавата, една рака кикирики, печени, солени, уваа пуна рака, даска за сечење. Ги сечете рустично и крупно. Значи не ви треба блендер, не ви треба ништо, само полацка. Малото тенџерче на друга рингла му ставате зетин околу пола литар. Тавчето загреано, ги спуштам стекчињата внатре. Додавам малку маслиново. Ќе почнат да се пржат и да обелат, одма ги превртувате од другата страна. Филешки и мефта се готови. Ги тргам на страна. Со сирчето оди на рингла, му ставам околу 30 грама путер, го да се растопи. Кога ќе се растопи путерот, му ставам 2 лажици путер од кикирики. Мешам и тој да се растопи. И си набавите веджис компири, така се вика. Тоа се зачинети полумесеци компир со сењушпа, многу добар. Ако не ќе да го купите, може да си го направите. Свеж компир, ќе го исечете на полумесеци, добро ќе го измиете, ќе му налепите црвен пипер, бибер, сол, све заедно мешате, можете да го пржите, можете да го печете, мене ми е убав пржен и така ќе го правам. Идеме прво со счево. Кога ќе почне да зоврива, да прави пења, уставате една лажица брашна и мешате. Додавате една шолја млеко и цело време мешате. И мешате на температура додека не се згусне. Откако ќе почне да се згуснува, кикирикиве што ги сецкавме, одат внатре. И продолжувате да мешате. Сол, тргате од рингла, тенџерето со зетин, зетинот више загран, ќе пазите треба биде врел, пошто ставаме компири кои што се смрзнати и веднаш го ладат. Еве како изгледаат тие компири. Ги спуштате зетинот. Ако имате фритеза, користите фритеза. Компирот готов, го вадам на салфетка, упијат мастите. Еве како би требало да изгледа ова јадење. Нискокалорично јадење, многу добро и многу погодно за диета. Ја му ставив николци од граф од страна, да ми ги намалат калории. Да видиме до кај сме. Къснете си го, направете го, споделете го со вашите најблиски, споделете го со семејството, сликајте и пишете ми да видам што сте направили. Чао! Ајде, идам ја до кај сме сега овдека со братот. Дојди ти прв. Еве како би требало да изгледа залак од ова јадење. Бесно.